Граѓаните повторно се сведоци на нестручно и фушерајско работење од градоначалникот и неговиот кабинет. Потенцираа денеска на пресконференција од Општинската организација на СДСМ Штип. Оттаму велат дека капиталните проекти треба да се реализираат согласно законот и прописите. Кога се уште неразбуден од двегодишен сон, градоначалникот пробува нешто да сработи, апелираме да води грижа да не се наруши функционалноста на останатите објекти, да не се нанесува штета и загуби на истите. Соодветно, да се обезбеди објектот со цел заштита на граѓаните. Градоначалникот помпезно најави борба со дивоградбите, а од тоа не видовме ништо, иницирано од познатата афера со дивоградбата на секретарот на општината, за која исто така беше најавена одговорност, на дело демонстрира непочитување на прописите и одобренијата кои самата општина ги издава. Одговорност нема, а дивоградбите никнуваат на сите страни. Со оглед на јавните искажани реакции на засегнатите страни, се поставува прашањето дали постојат пропусти во постапката, дали посочената градба со видно бетонска конструкција може да се карактеризира како урбана опрема, како и останатата документација. При тоа, ги охрабруваме сите надлежни институции, инспекторати и самата општина да постапат во рамките на нивната надлежност и да ги отстранат сите пропусти во реализацијата на овој проект. Да не беше трагично, ќе беше смешно, врати градоначалникот Јорданов. Апелираше до надлежните институции да го спроведат законот и да внимаваат од еден ден одговорност ќе има. Замислете партијата Социјалдемократскиот сојуз, која што 30 години го уништува Штип, излегува на пресконференција за да ја сопре изградбата на единствената катна гаража која што некогаш се започнала да се гради. Партијата која што ништо нема направено за Штип, излегува да критикува, замислите, дека некој нешто сака да направи. Тоа кое што тие требало да го направат во изминатите години кога имале локална власт, а не го направиле, денеска го спречуваат да се изгради. Јас ќе апелирам и до надлежните институции кои што се надлежни, до СВР Штип, да го спроведат законот, да не дозволуваат изградбата на оваа катна гаража некој да ја кочи. Ќе апелирам и до началникот на СВР Штип да внимава што прави, да не даваат подршка, партиска подршка во насока на обструкција на изградбата на катната гаража, затоа што времето ќе помине. Ќе треба некој да одговора. Во оваа прилика Јорданов истакна дека деструктивни сили нема да може да влијаат во изградбата и реализација на проекти во Штип.